بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدع، وكل بدعة دلالة، وكل دلالة في النار. ثم ما بعد. Zahvalnost mu pripaduje samo na Allah Đelešanu, zašto samo Allah Đelešanu je dostojen i zaslužen da mu se pravi hvala. Salavat od selam od mirot i spasun neka bida na našeg pegamber Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, njegova familija, njegovi sahabi i sledbenici na sunnetot do sunniot den. Neka ne izlaži това турбулентно време. Секој еден верник треба да биде опрезен и внимателен. Да не западни во ова време, во ова турбо време, време на фитне, на фесад, на разврат, на неморал. Време кога малку имат време да му се посвети инсанот, муслиманот, верникот, она за што е створен. Не смете еден верник да дозволи да го поносви, да внесви во него влијание тие нешта што се случуваат наво. Него верникот треба да ја креира ситуацијата, местото во која тој живее, складно со неговиот ислам, со неговиот дин, а не неговиот дин, неговото верување да го прави складно со ситуацијата во која живее. Не, ситуацијата ќе ја прави складна со неговиот дин. Само вака можеш да успееш, само вака можеш да не залуташ. Али шејтан адувун мубин, отворен непријател. Негови помошници, негова војска ден и ноќе работат против инсан, против муслиман, против верник, хасатен. Против верник, хасатен специјално да му украде негово верување. Некои од тие финти се шејтан кој ги прави тие сплетки на верниците да му дајат занимавање со некоја небитна ствар, да запостават и да заборат на некоја битна ствар од огромно значење за него и за неговиот дин. Да му дадат да се занимават со рекла казала, со гибет, со копање по авторитетот на верниците, а пример да заборат на него и на негова фамилија, за којето е одговорен: Ја ејюхаллезина амену ку анфусакум ва ахликум нара ва кудуха ан-насу вал хиџара. Овие што верувате, спасете се вие и вашето семејство од огното џехеннем, чие гориво ќе бидат камења и луѓе. Затоа, брате верник, немој многу да те поноси ситуацијата во која живееме. Многу преокупирај се со таа нешто со што ти можеш да влиеш. Али за да ги избегнеме овие работи, шејтан на нас ни дават идеи, ни дават финти, ни дават други занимаци, да зборуваме за некои големи работи од дин, да зборуваме за големи месаил, за големи прописи од дин, за да ги поставиме, за поставиме овие битни работи, за кои ја и ти ќе одговараме во суден ден, за кои ја и ти сме одговорни, хаса специјално за твоја и моја фамилија. Секој еден е одговорен за своја фамилија. И нема ни еден курански ајат како дошол овај: спасете се вие и вашата породица од огнот од џехеннем. За тебе и за мене ова.
Ти труди се да се спасиш и твоја фамилија. На која фамилија ти можеш да му наредиш? وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نسألك رزقا نحن نرزقك وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. Нареди му на семејството твое намаз. Нареди му. Наредба. Не речи му, нареди му и истрај во теа. Не бараме од тебе ти да се снабдува со риск. Ние те снабдуваме. За богобозливите завршницата е добра. Овдека ова семејство, ова главна клетка, главна челија на едно општество, врз која клетка све се гради. Ако ова клетка, ова челија, ова база, овај фундамент, овај темел не е вред, немаме здрава генерација, ништо не можеме после теа да градиме. Нема да имаме здрав уммет, здрава заедница, здрав джемат, нема да имаме. Ова е број еден, нешто за што треба да се преокупираме, хасатен за таа млада генерација, која утре треба да го зема тој бајрак на овај ден, кој треба да продолжат од каде ние застанавме за овај ден, да се грижат и да работат и да се трудат за овај ден. Али денеска братот вели не можам да му речем тој е мало дете, на син му него немој да му рече да прави намаз зашто е негово мало било. После утре вели не можам да му речем зашто е голем сега, што сака нека прави. Аллах вели нареди му на семејството твое намаз. Нареди му на семејството твое дин. Поучи ги во дин. Пегамбер алейхиссалам вели поучете ги вашите деца на 7 години со намаз, а на 10 наредете му и ако не слушат удрете ги. Образовно. Али ние денеска сакаме ова одговорност да избегнеме. Денеска ние му правиме даве, го повиквиме на некој други, а не ја повиквиме на наша фамилија, на наши деца. Ова нифак. Ова нифак. Ти му сакаш хајр на твој комшија, на твој другар, на твој син, на твоја черка, на твоја роднина за која си одговорен, не му сакаш хајр. Каква лага? Каква невистина? Денеска гледаш 10 сафој, 5 сафој во џамија од 25 години нагоре. Каде се тие генерации од 10, од 9 до 20 години? Каде се овие синови на овие први сафој? Каде ова генерација што утре треба да го земат бајракот на овој ден? Каде ова генерација? Не знае каде е. Не се грижи, не вложви. Сахаби, селе, цело богатство, све што имале, вложвеле во нивни деца, во нивни идни генерации, за да го земет овој ден, за да го земет бајракот на овој ден, за да му служат на овој ден, да бидат изметчи на овој ден. Да бидат изметчи на овој ден. Али ние денеска сакаме да ја тргнеме ова обврска, која ни е обврска, која ни е наредба од Аллах Желешану, за која фамилија, за кој деца во суден ден, хаса, специјално ќе бидеш опитан. Не можеш да ја избегнеш ова обврска. И денеска, ако не направиме здрава генерација, ништо не сме направиле. Никаков придонес не сме направиле на овај ден. Ако ја и ти 1, 2, 5, 10, 100, ке сите имат мусибе, мој да се случи од 1, 20, да не биде во ред негово потомство. Али мусибе ако од 300 не се во ред. Од 300 не се во ред. Ова е мусибе. А Нух алейхиселам, Нух алейхиселам негов син. Това е еден случај. Од многу пекамбери, од многу ембија, еден негов син не беше послушен. Еден негов син остана во батил. Али ние сакаме да избегнеме обврска. Ние денеска не вложвиме труд со наши деца, со наша фамилија, не даваме време. Време не трошиме време во чажилница, во кафе, во муабет, во расправа, во гибет. Го трошиме теа време кое треба да му го дајме на наша фамилија и на наши деца. Ова време треба да му го дајме ними, да му го посветиме, зашто ако успееме да направиме здрава генерација после тоа смарт, едно од твои добри дела кои продолжат деца што ќе пред дуа за тебе. Деца што ќе пред дуа за тебе, рекол пегамбер, само ова едно од делата твои што не се кинет. Продолжат колку ќе живее таа потомство, продолжат тие дела да ти идат на тебе.
Време е да се вратиме на основата на базата. Да направиме здрав фундамент, здрава база, за да можеме да градиме. Зашто ако ова се случи да имаме нездрава генерација, само во место ќе тапкаме, уште многу години. Треба да направиме генерација, да вложиме труд, најголемиот труд од секој еден, треба да го вложиме, да изградиме здрава генерација, здрава иднина, која ќе продолжи донаму каде застанавме, која ќе ги поправи тој мали слабости ние што ги имавме. И ќе го вратите иззето гордоста на муслиманите во тујна. Како беа сахаби во однос на ова? Какви генерации беа нивни мали генерации? Деца од сахаби, како тие вложвее во ова нешто? Како тие вложвее во одгој на нивниве деца? Како се секирае и грижее, како ќе биде нивните деца? Абдула ибн Зубейр. Ова прво дете, машко дете, што се роди после хиджра во Медина. Јахуд, евреи се пофалие, направивме сихар ке муслимани за да неме машки деца. Долг период во Медина не се роди машко дете после хиджра. После хиджра не се роди машко дете во Медина. Прв што се роди Абдула ибн Зубейр. Кога слушнаа муслимани дека се роди Абдула ибн Зубейр, цела Медина со текбир, лом, текбир. Сите муслимани се израдваја. Се роди Абдула ибн Зубейр. Прво нешто што влезе во негова утроба, што внеса ова мало дете, беше темр, беше урма со плунка од пегамбер алейхиселам, зеде во негова уста, изгрули и му е стави во уста на ова мало дете и бараше правеше дуа за ова Абдула ибн Зубейр, пегамбер алейхиселам. Али пред да направиме ваква генерација, види каква фамилија беше ова Абдула ибн Зубейр. Зубейр ибн Авам, негов татко, Зубейр ибн Авам, негова мајка беше Сафија, Хали, теза од пегамбер алейхиселам. Мајка од Абдула ибн Зубейр, Есма бин Еби Бекр, черка од Еби Бекр. Есма, черка од Ебу Бекр. Ова дете, едно од многуте деца во Медина, од деца на сахаби. Негова кратка биографија, како треба да изгледа темно детинство, како треба да изгледа темно грижење за едно дете за да биде тој утре поносен муслиман, да биде муслиман кој ќе му роди да иззе понос на ова едина муслиман. Ова дете на 6 годишна возраст го сретна, беше во улица со другари негови. По таа улица помина Омер радијаллаху ан. Кога го видаа на Омер, овие мали деца све избега, ова дете остана во улица. Му рече, о ти младишу, зошто не избега Омер радијаллаху ан? Му рече, амирул муъминин, патот е широк, може да поминеш, а и ништо не сум ти изгрешен, за да бегам од тебе. Вака го одговара негова мајка Есма, која на 13 годишна возраст, Ебу Бекр и Омер направија хиджра од Мека во Медина. Дојде Ебу Џехил во куќа на Ебу Бекр. Го бараше на пегамбер алейхиселам и на Ебу Бекр. Отвори врата Есма радијаллаху анха. Кога ја праша Ебу Џехил каде, рече твој татко, рече не знам каде е негово место. И го удри Ебу Џехил на ова мало девојче, 13 години. И таа му рече, каква храброст, каква младина. Му рече, не можеш да ги удриш на мажите и ги маваш на малите деца. Не можеш да ги тепаш на мажите и ги маваш на малите деца. Каде е, рече, твојата арапска гордост? Немаш ни арапска гордост. Вака беше негова мајка. Вака беше ова Абдулла ибн Зубейр. Еден ден пегамбер алейхиселам преше хиджама. Му рече на Абдулла, зема ова карф од таа хиджама
и фрлја во место каде никој нема да ја гледат и да не му сметат на луѓе. Кога замина подалеку, се мислеше и испи таа крв од пегамбер алейхиссалам. Реше најбезбедно место да не го види никој, да не му смета на никој да го пија. Кога се врати ке пегамбер алейхиссалам, може пегамбер алейхиссалам, ја Абдалла, каде е фарли, каде е однеса картла? Реше во место каде никој сигурно нема да ја види. Реше хел шериптаха, дали ја испи? Реше нам, да, ја Расулуллах. Вака, ова мало дете иште, мало ани. Вако фикар, ваква секирација, вакво мислење имаше ова дете. Ова дете негов татко, Зубер ибн Авам, на 9 годишна возраст, 9 годишна возраст, во битка на Јемаме, битка на Јемаме, Мусейлем ел Кеҙаб, во која битка го убие сахаби. Го зеде негов татко и позади во негов коњ, во ова битка, позади во негов коњ 9 години, во битка. Идеше после сахаби, тие што бе ранати, тие куфар, и ги довршеше тој, Абдулла ибн Зубер. После 2 години во битка на Ермук, 11 години, сам беше во коњ во ова битка, против Руман, против Персија. Сам во коњ, на 11 години. 11 години, дете нема во џамби, немој да дојде велит имат, немој да дојде во саба, во поле мој страв само да излезе во улица. Го нема во џамби. Вака ги одгоја сахаби на овие нивни деца. Вакви бе овие нивни деца. Вако иззе има овие кои бе деца виште. И овие бе тие кои го шире динот, кои го носе во секој едно место динот. Абдулла ибн Зубер беше во многу футухат, многу битки во кои се отворија големи држави. Една од тие беше во битка која се отвори Мисар, Египет, Африка, Јужна Африка. Цела во сите тие битки беше Абдулла ибн Зубер. Ваков одгој, ваков сахаб, ваков војсковојџа, ваков каид, ваков војџа беше овој Абдулла ибн Зубер. Кога беше во Мека, тој беше халифе на муслимани во Мека. Ова фитне што се направи во теа време, дојде Хаџаџ ибн Јусуф ел-Thакафи, овој залим. Направи 7 месеци за обиколи Мека и ја гаѓаше со катапул. 7 месеци. Избега е многу што бе блиски до Абдулла ибн Зубер. Се оттргна од него. Остана тој и малку други. Дојде еден ден Урва ибн Зубер, негов брат. Дојде ке нивна мајка. Нивна мајка во ова време 110 години. Есма бин Абу Бакр радијаллаху анху. Рекој, ја мајко, рече, многу од мои сахаби, другари мои, избегаја. Рече, што да правам? Рече, дали знаеш ти дали си во хак? Ти знаеш најдобро дали си во хак? Рече, јас сум во хак. Рече, истрај на теа нешто ако си во хак. Немој да се поместиш од теа нешто, никако. Види каков совет негова мајка. Рече, Абдулла ибн Зубер и на старост, види 110 години, тој во ова време 73 години. Абдулла ибн Зубер на 73 години беше ова случај. Рече, ја мајко, јас се плашам за тебе, рече, кога ќе бидам убиен. Знаеш ли дека ќе бидете убиен? Шехид. Кога ќе бидам убиен, Хаџаџ, рече, толку е лют на мене, што ќе го оскрнавит моје тело. Ќе го влечит по улица на Мека, ќе го обесим некаде. И се секирам за тебе. Рече, о мој синко, кога ќе ја заколам на една овца, ништо те нема да ја наштета на неа, кога ќе ја дерат потоа незината кожа. Ич, немој да се секираш после твоја смрт. Што сака нека прават со твое тело. Му рече Есма, ради Аллаху анха, дарбетун би сейф фил из афдал мин дарбету би саут фи зил. Удар со маш со сейф, со маш, удар со маш, во иззе, во гордост, кога ти си горд, кога си поносен, е подобро за тебе,
него удар со камшик, ама ти да си понижен, во понижност. Издржи го тој удар со сејф, со маш, а ти да си поносен на теја нешто. Вака беше ова Есма бинт Абу Бакр радијаллаху анхума. Вакво иззе, ваков понос има овие луѓе, овие сахаби. Вака ги одгоја нивни деца и до последни моменти од нивни живот повторно ги советовае да издржат во хак. Да не го пуштат хакот никако. Мореше дојди, во ова време таа не гледаше, скоро незиниот вид ништо, велат муфесири дека не гледа мухаддиси, дека не гледала ништо. Дојде рече да те прегарнам за последен пат. Кој го прегарна на Абдула ибн Зубейр, Есма, радијаллаху анха, осети нешто помеѓу неа и него. Рече, што е ова? Рече, моја мајко, ова е мојот панцир, од железо, панцир. Рече, зошто ти ова, рече? Вади го, рече, ова, ќе бидиш побрз во битка, вади го ова, ќе бидиш побрз во битка, а и рече, ако сакаш да бидиш шехид, ова не ти треби на тебе, рече. Шухада не се плашат од смрт, рече. Вади го ова. Го вади тој панцир и кога трна на заменен од куќа, рече, чекај, мој синко. Рече, облечи широка и долга облека денеска, рече. Кога ќе паднеш шехид, да не ти се отвори твојот аврат. Види каква насиха, каква мајка, каков син, каква гордост, каква иззе, каков понос, какви генерации. Денеска ова ни гледа чудно, денеска ова за нас абстракција, нешто немогуче. Проблемот е што ние ги имаме менато односите со дин. Дин е ист, ние сме менати. Иманот е ист, ама не е влезен ке нас иште како што влегол во овие први генерации. На 73 годишна возраст, само еден од негови другари го бранеше, се боре од сабав до акшам намаз со цела војска на хаџач. Цела војска на хаџач. И кажува тие вели, ваков човек се бореше како да се боревме со 1000 луѓе. Со 1000 луѓе од сабав до акшам намаз и во акшам намаз падна шехид. Како падна шехид? Не од близу со сеј. Го погоди од каменот, со каменот далеко. Не може да му се доближат, а 73 години возраст. 73 години овој сахаб. Хаџаџ го обеси во чаба. Го обеси во каба. Го уби, го обеси во каба. Седеше неколку дена негово тело таму. Негово тело не пушти недобра миризма на таа температура. Пушти миризма на миск. Миризма е на миск. Мирисаше цела мека на миск. Вако иззе ваков понос имаме први генерации, вака ги изградија нивни деца. А негов татко Зубейр ибн Ауам, на 7 годишна возраст, 7 години кога имаш Абдула, негов син, го зеде за рака. Во ова време на 7 години Абдула ибн Зубейр ги имаше запамтено сите ајети што беа стасани до тога. Ке пегамбер алейхиссалам. Во Медина, значи 13 на 14 години, некака, море 20 години. Значи од посланство на пегамбер алейхиссалам овој 7 години, на 20 години, сите ајети што беа стасани на 7 години ги знаеше на памет. Дојде ке пегамбер алейхиссалам и кога го виде пегамбер алейхиссалам, Зубейр и Абдулла почна да се радуват и се виде радост ке него. Рече, што дојдовте? Рече Зубейр, ја Расулуллах го донесав мој син да ти прави беат на ислам. И пегамбер алейхиссалам го учеше, некои работи тој ги повторуваше после него. На 7 години му каже беа на пегамбер алейхиссалам. Го спремаше уште од 7 години. Сакаше да направи од него маж. Сакаше да направи понос да види за овој дин. Да го врати угледот на овој дин. Да го чуват угледот на овој дин. Вакви генерации треба денеска. Вака треба да ги изградиме наши деца. Ваков понос, вакво иззе да имат. Вакви киси, вакви случки од сахаби да слушат наши деца. А не да се трудат да лишат како некој актер, како некој фудбалер или не знам што друго. بسم الله الرحمن الرحيم